качката кога врте, а објективот е отворен. Јас паметам, пред повеќе години беше таа негова промоција на книгата, па такво чудо јас досега во Кавадарци немам сретнато толку да анимираш толку голем број на излагачи, на рецензенти, на музичари. Потоа тоа се организираше во таа една сала Балкан, во хотелот Балкан, преполна со луѓе. Од самата своја појава, па се до денес фотографијата представува еден од најважните и најуспешните визуелни медиуми кои ја регистрираат и презентираат историската реалност на човекот. Човекот кој од секогаш длабоко ја ценил магичната моќ на фотографијата и кој целиот свој живот го има посветено на фотографијата и фотографската уметност е фотографот Ване Малинков Чендо од Кавадарци. Чендо, како што се нарекува, во Кавадарци е еден од постарите живи фотографи во Тиквешијата. Тој скоро 65 години активно се занимава со изработка на фотографии и во неговата релативно долга фотографска дејност со својата прат има овековечено многу личности и настани од минатото. За нас посебно е важно тоа што Чендо уште од својата најрана младост го има следено целокупниот развој и растеж на Кавадарци. Како резултат на тоа, Чендо денес поседува многу оригинални фотографии на Кавадарци од периодот пред војната, односно од времето кога наше Кавадарци било обична мала населба. Исто така Чендо е познат на широката јавност и по својата богата фотодокументација, која брои над 1000 експонати и над 2000 негативи, кои во повеќе наврати се изложувани на разни пригоди во Кавадарци и пошироко. Документите он што ги има, овие фотографиите за од тоа време, од неговото време, така да речам, од која созреа, од која положи калфински испит, од 40-та година па навамо, така да тргнем, jer ученичкиот занает се знае каков е, тука може нешто да работи, али е се помалко, тоа е фотографија на неговиот мајстор, така може да се третира. Иначе оно од која наступи потпуно самостално, а особено од 40-та година па навамо, испак како калфа, може самостојно да слика, сам да изработува фотографии. Тие се еден документ кој што непобитен е, ќе остане за трајно за Кавадарци. Сега колку ќе сака да ја користат одредени, вие така да ја наречам, културни установи што се во градот, или вие политички институции и така натаки, тоа е друг проблем. Иначе, он е тоа документот кој што не може да се оспоре. Фотографијата, првиот автомобил на собственикот Милутин и на Коло Грк Кавадарци, кој специјално ми ја подари мојот пријател на татко ми Коло Гркот, школски другари. Оваа фотографија што сега ја држам у раката е собственост на двојца ортаци. На фотографијот се гледа. Не се пумпани гумите, не се пани. Така наречени. Марката на автомобилот е Форд. Фотографијата има снима на мојот вториот мајстор, Блаж Мангаров. Тоа е 1922 година. И сите автомобили што ги имам, се
Фордови, а од Австрија се. Овај автомобил се обраќал по нашите лоши патишта. Да речеме Кавадарци Ниготино, Кавадарци Градско, затоа што вие знаеме, ние сме сведоци и постојала многу убава железничка станица во Градско. А исто така и железничка станица на Свети Ѓорѓе, Ниготино. Овај автомобил, кој бирал само четворица, ги превозувал големите трговци. Градчето беше разпеян. Имаше доста музикални. Еден имаше со ушо школо, кој што водеше црквенскиот хор. Тоа е Ацо Лини, професор по музика. А Васил Хаджиманов и групата Възел, начело со мојот мангар, 31-та година, а пеат песмата Убава жена род нема. Белград. Се викаше друштвото Възел. Шо е Възел? Јазел. И тоа се 7-8 другари, како еден октет, а сите песни што се пеат, тука се пеат. Втората група, занечии, на Благој Пенков жена му Панда, има 3 клас турско школа, учела кај Балкан, где тука беше школа. Има напишано детенце мало. Напишано од неја. А Благој има испејано. Благој беше добар песнопоет. После од мајте Даскал од Митката беше доста песнопоет. Мито Шопот исто така бе. Групата на Васил Хаджиманов, кој оде во Белград 38 година, добива награда да оде на фестивалот светски у Лондон. Арнома војните пошли и не одат. Тамо е челгијата на Гиго Шопот. Та е тука челгија. Тука е гајта на Коро Паснарков. На диреџија на Лашо татко. И у таа група се живееше двојца. 2 жени. На Диме Карлов. Форка и на Джема Милинков. Марика мама баба, Марика, туртика рампи. Marika mama baba, Marika, turtika rampi. Devet godini nosena. Godina vida Marika datia zema Prva godina vida Marika datia Песница од рожден, песница од тамо, носијата за кај се покаже македонската вако, се взима рожденска лишта. Со рожденска лишта, како
типично македонски от тој дел. И оние отиду со тие лишта. Се ми текна родно малинко, облечени се у тие уништи. Тоа е еден културата, тука беше сконцентрисана целата. Се пеа многу наши песни. Миле поп Јордана, Детенце мало, Цвете мило. Таленти многу имаше. Тука ќе го спомнам Тодо Габито, Илто Попито. Сите касапи пеа. Сите фурнаджии пеа. Сите завејчии пеа. Ќе го спомнам Душото барут. Душото барут се е снафти. Така се поделија, да речем, спортските друштва и пеачките друштва беа мешани. Да речем, у спортските друштва постоја Тиквеш, кога е формиран 28 години, се вика Победа. Второто друштво е Монополски. Третото друштво е Занетлински. Fermando de giana mozzambola, per l'arlicenica scia, da se zvera spailite, da si zemata ilasite, Бадев и Верка од Чемерско, од книгата има, ќе морам да ти кажам, и заведе у областа Штип. Ја таму бе на служба. Имаше фестивал. Таму доби он прва награда и Верка. И ги од тогаш Бадев отиде у Скопје, а Верка не чеше да оде. Верка е гејка. Не чеш да оде, а испеа песна Црна се чума зададе. И има испејано и у Горно Бошева и на Децата Егејски, на летовалишто во албум, че и видиш, таму и она испеа таа песна. Баш не ми кажа, те умрела, Верка. Целата занимација од културата, фудбалот, Соколство. Соколство ние испаднах, отидохме на след у Прага. Имаме слика. Соколаната беше долу. Тоа е џамијата, а претвориме у Соколана. Кафенија немаше тогаш. Имаше 3-4 кафенија, се напијат кафе и веќе затворени. Животот се тераше преку овие друштва. После се формира многу друштва. Многу друштва. Динамо друштво, еве нашите џупци друштво. Видиш? Се формира. Се формира, Лубаш се формира, Југославија се формира. И тие сите заеднички бе, Трновски се формира. Ние првен го предложиме да биде работнички, не ни даде власт, Трновски ќе го крсти. Тие го крсти. Кладарци е било сегаш и у културата, и у спортот, и у сите други работи. Ние не сме видела Петлика Касија. Ево сега ќе дојде некој моја фарба. 45-та година, од машките, јас сум прв на Кост. Ноќна трка по ослободувањето 44-та година на Кавадаци. А Стојна Братичеда ми од жените па праве. Јас сум фудбалер. Јас се играа од 42 година, после до 49 година. Ја беа у Трновски. Од Трновски се пофали у Тиквиш. Кога отиду војник, играе и у војниот тим. Таму сум ранен, скршени ми се ребрата, ушкрме ногата и се врати. Ме демобилиса,
фудбалер бе многу, како што ми кажуват, ми крстиле крило смрти. Една хронологија на развојот на фудбалот низ сите тие етапи низ кои што се развива фудбалскиот спорт во Кавадарци. Јас би ги спомнал само неколку, сега може би некој да прескака, меѓутоа е вака посеќавање од првиот фудбалски клуб Братство, формиран во 1928 година, понатаму Победа, па понатаму фудбалскиот клуб Тиквеш, па фудбалските клубови граѓански, па занатлијски, па Југославија, па Љубаш, па Трновски и така натаму, до формирањето на до периодот на отпочнувањето на Втората светска војна. Тиквеш беше расадник на фудбалери. Ни позаимуваме фудбалери. Значи, како што отиде Блажо у Победа, како што отиде Хорват у Вардар, како што отиде Вуко у Вардар, како што отиде Вуко у Црна звезда, кога се гордеехме да Вуко му дал на Беара голман, гол, така. Се гордеа, да речем, јас како му искрши прстите на голманот Муарен, голманот на Вардар, тука. Играе со Дерменџиев, овај Томов ни го донесе тука, Чустендил, на Панаѓур и така натака. У Неготино 44-та година играеме со многу јак тим на дивизијата, начело со Чауш од Неготино. Сите најубави фудбалери, од Прилеп, од Битола, Саричко, Момчо, Капчев, од Велес. Препородот е нагло кога се решило ово прашање, онда Кавадарци со внесувањето на водата и со изградбата иригациониот објекат, тоа е системот на наводување, веќе Кавадарци не е пустелија Тиквешијата. Тиквешијата се препороди од корен и стопански се разви. Она достигна една бројка од 14.000 запослени луѓе. Тоа е рекорд голем. Ние станахме една општина у која што бројот населението, ако се упореди со бројот на запослени, на второ место во Југославија беме. И тоа ги беше богатството, после основните култури, што сега е тука, ложето од најмногу што имаше за време на национализација на лозарството, што го извршихме од као локална национализација. Ние собрахме од таа национализација околу 76 или 67 хектара. А сега има 7.000 и преку 7.000 хектара лозја. Тоа се неупоредливи цифри. Така е сегден. Е сега у ова така наречена системска преобразба што доживуваме, транзиција, што тие знаат сите вие нови категории што ги имаме, имаме голема криза, меѓутоа криза која што може само да оде у подобро и веројатно ќе исплива. Може би не лесно, ама развојот е во тој смисол. И сега како тоа ќе се направи, не тоа младите генерации кои што се поучени, можат, а и најголемиот капитал не е тука парата, него е тука и човекот. Јас сум од млади години со мојот занает, кој диктира да бидиш, да не мразиш човек. Треба да бидеш контакти со луѓе. Таа врлина, а
поседував многу оддамна, а ми помогна и мојот мајстор. Самиот занает е таков. Немаше некоја веселба или да речеме некоја славие од некој друштво, ќе ги земе ловачите. Они се врло единствени. Ali može se skazati za jedna работа заедно, така наречено. Ali сепак, кога ќе дојдат на прославата, се и кажуваат и добрите и лагите. Разбираш? Уживав јас авторитет и меѓу старите и меѓу младите. Да речеме сите анекдоти што ги имаше во градот, да речеме да ми се дадене од некој, јас со големо удоволство ги слушал од Ристо Шопот, од Крката, од мајсторите кои што имаат дух за таа работа. Тој апарат е многу стар, тој е за увеличавање апарат. Горната камера од мојот мајстор. Втората камера исто има од 150 до 200 години е таа. Имам од Манаки еден објектив. Првата средба, 38 година, Манаки дојде у Кавадарци. Кога отвора дуќано не бил камерман. И не знае да ретушира, не знае ништо. На мајсторот му вика, сакам да ме научи. Гледамо ти, луѓето сакат ретуширана слика. Готово. Дојде 10 дена кај мене тука, јас го учев, гледаше. Бе 20 дена кај него дома. Разбираш? Го научив. Човекот почна да работи. Едно објективче има горе, он ми го даде за спомен од првата камера негова. Ема го. Што тоа е едно евако. Ова објективче од најстарите апарати од неговата камера. Да ви објаснам само на кратко како се е работело тоа. Ево го фокус. Гледаш како се отвара објективот. Се отвара ли? Кога сака да слика со камерата, он го подесува каква е светлината надвор и рачката кога врте, а објективот е отворен. Врте, рачката врте и го снима тоа. Кога ќе го заврши тоа снимето, рачката затвара. Го познавам како фотограф. Тоа ми се чини, откако паметам, откако престојувам на овој бел свет во Кавадарци, го знам како прв фотограф во Кавадарци, а и одличен фотограф. Фотограф кој што се учел кај Мангарот, така барем имам слушнал, фотограф кој што знае да направи една извонредна фотографија, да ја ретушира и да ја направи фотографијата да прозборува. Потоа Малинков може да се окарактеризира и како хроничар на времето, затоа што преку тие негови фотографии тој остави еден богат архивски материјал, како од историски, така и од економски, културен, спортски аспект гледано, остави една извонредна слика за Кавадарци. Дури тој имаше и една своја книга објавено Кавадарци некогаш и денес. Малинков исто така го познавам и како политичар. Тој е учесник во НО, па исто така потоа се вклучува во политичкиот живот на градот, во општествениот живот. Тој бил младински раководител на тој 46-47 година, кога се зачетоците на културата во Кавадарци, организирал разни надпревари, слетови, организирал млади луѓе, пеачи, тука пред се спомнуваат Бадев и Васил Хаджиманов.
со нашиот фолклор, со умешноста, со дарбата на кавдарчанецот, тој ја прошетал цела Македонија. И докажал дека тука овој кавадарченец под ова винско небо, каде што има гројзи и вино, има и веселба и арен живот и така. Сега Малинков исто така мајсторот го познавам како измореден организатор. Тој е организатор. Јас паметам, пред повеќе години беше таа негова промоција на книгата, па такво чудо јас досега во Кавадарци немам сретнато толку да анимираш толку голем број на излагачи, на рецензенти, на музичари. Потоа тоа се организираше во таа една сала Балкан, во хотелот Балкан, преполна со луѓе. Дури Хаткинсон го видовме тогаш, јас прв пат слушнав за него, тој е еден англичанец што играл фудбал тука, го доведоа така познати личности, се беа тоа плејада на луѓе испаднати од Кавадарци. Исто така го познаваме како автор, тој има организирано многу изложби. Секој човек, историчар, хроничар, писател, уметник, што сака да напише некоја книга и да сака да ја илустрира, одма оди кај Ване Малинков, Чендо мајстор, пресними се сеќавањата за книгата во Никола Батев. Скоро сите фотографии што се во книгата се од него. Стари фотографии. Сега, некои луѓе тој материјал не го даваат. Меѓутоа, мајсторот на сите скоро, дури јас кога пишував една книга за Ило Маренецот, свирачот, појдов ми даде многу фотографии. Што значи дека тој има една арна, отворена душа, еден извонреден карактер, еден чаршиски дух, што се раскошен дух и така натаму. Сега го познавам и како медијатор. Зошто велам ова? Ами порано немаше радио, немаше весници, ами неговиот дуќан служеше за собирање на целокупната кавадаречка интелигенција. И не само таа, и тука се водеа разговори, се дискутираше, дури се правеа планови како да се изгради спортска сала, болница и така натаму и така натаму. Што треба да се направи, дали да се дренаж да се направи на фудбалското игралиште, крупни работи, стопански, културни, просветни и секакви. Значи неговиот дуќан беше како медиотека. Во светот се враќа црно-бела фотографија. Ќе почнемо од тука. Ние сме класични фотографии. Незаменлива е црно-белата фотографија. Како што гледате 200 години, сега ќе го опишам само една работа. Јас сум превод што бе на колор во Загреб. Кога ја видов хемикалиите и кога разговара со хемичарите, каква субстанца е едната, каква е другата, каква е третата, каква е четврта, каква е пет. Од тие две субстанции на развијачи, така наречени две бои се, а главна е црвената боја. И ви ќе ја приметите сега, можда не ја знаете. И како сакате да и турите и у албум, оначе, ако се скине црвената боја, она виче жата боја и тоа не е фотографија, виче. Што е најважно е отров. Не може да ја замене класичната фотографија. Сега у светот има нова фотографија, антилоп. Нема да бледе, а што е најважно, водата ја пере. Искрено ви кажувам, ја не слика дете испод 6 месеци одучено у мене. Слушайте. Затоа, блицевите што ги имаме, на мало дете ќе блисниш 200 очите или ќе пореметиш црнка. Или сликата фотографија ќе му ја дадеш у боја, а тие близ тоа боја мора да ја даде. Ако детето атурено, детето ќе му даде слика атура у устата, покажуваат некои белези. Отров е тоа. Во изложбата на Перот ќе му оставам 500 слики.
од Кавадарци и други моменти. Книгата оставам 450 слики. И кои и преко 8.000 или колку се не можам да ги избројам и јас стоат. Јас сум задоволен сум затоа што работен многу поштено и многу добро. И да ти речем, сум сега едини мајстор сум класичен у Македонија. Што оште можам да ретуширам се, оште можам да правам. У фотографијата има нешто што е најважно. Првен, очи у очи треба да погледнеш особата. Ќе видиш, ја имам случаи пълно такви. Ќе намислиме на ваа страна. Та не местам на таа страна, нема да изгледаш на таа страна убаво. Ти имаш помало около таа. Дозволи ми ја да ти кажам на која страна, ќе се завртам на таа страна и ќе го израмнам окото со фокусот, далечината, колку што е далеко. Вика многу, или носот. Главна улога играе носот и окото. Иначе овој дел плавишот ги работи. Со огромна љубов, со голема желба, со мощен силен ентузијазам, Џендо го учеше овој занает. Тоа е заправо и некој вид наука, тоа мора да се учи за да се стане мајстор во тој занает. Но јас овој пат ќе зборувам за Џендо од еден друг аспект. Уметнички и културен. Ако фотографството е занает, тоа значи дека нема врска со уметноста, не е уметност. Меѓутоа, ние со право можеме да зборуваме за уметнички фотографии, а од оние, од можеби над 10.000 фотографии што мајсторот ги има зачувано, направено, можеби половината од нив имаат уметничка вредност. Луѓето кои од своја скромна позиција дава навистина незаменливи придонеси, не ги многу третира, времето беше такво. Меѓутоа, нивното дело, времето покажува дека ги надживува спектаклите, оноа, нели некој умен човек рекол дека историјата не ја права спектаклите, него оно што најреално се случува низ неа и во неа, во историјата. Оно што Вано значи, мојот другар Вано Малинков, Џендо, комшијата и така натаму, тоа е од онај другиот дел, кој не е многу спектакуларен, али кој е многу вреден и многу трае.